Во срцето каде сенките се хранат со стравови, каде древни шепотија кршат тишината, стои девојка од светлина, родена од здивот на небото, космичка сила, родена во човекова жила, што не се покорува, срце лавовско што се бори за светлината. Архангел Михаил е помоќен од ѓаволот, како што Александар Македонски бил и ке остане надмоќен над змејот, а таа што го родила на Спасителот ке докаже дека вредело. Пред неа змејот стар колку прва темнина го влече здивот низ паднатите векови, со очи како две дупки во времето и глас што ги буди стравовите во крвта, но таа не чекори назад, таа чекори напред. Архангел Михаил е помоќен од ѓаволот, како што Александар Македонски бил надмоќен над змејот, а таа што го родила на Спасителот ке докаже дека вредело. Во огнот што друго би го изел, таа гледа пат, прозорец откровение, секој пламен што ја лиже кожата се претвора во бронзана култна сила. Змејот фрли рачна сенка, но не знаеше сенките и биле дом. Со рака исправена кон небото, таа ја отвори древната врата во себе, и во мигот кога змејот беше со последните сили, таа прогори со глас од две вселени. Јас не се плашам од она што сум, ти си река што одамна ја преминав. И змејот се скрши не од меч, не од сила, туку од вистината што ја заборавил. Од неговите лушпи се роди прав, од неговиот здив нова светлина. А таа стоејќи на прагот меѓу два света, не се нарече херој, се нарече спознаена. Победата над змејот не беше битка, беше будења, љубовта победи. О Михаиле, чувају со меч од огнена вистина, чувај го патот на силните и чистите. Нека секој чекор биде благословен и нека победата што гори во нашите души никогаш не биде заборавена. Браво за силата.